Проектот е насловен Теренски детектор за генотоксичност. Тоа е краткиот наслов на проектот. Инаку нашиот универзитет учествува во овој проект заедно со партнерите од уште 3 други држави. Тоа се партнерите од Бугарија, од Соединените американски држави и од Турција. Ние сме во моментов овие 3 дена домаќини на втората тренинг школа која што се организира во рамките на овој проект. Првата тренинг школа беше минатата година во Софија, каде што ние научивме една нова метода што сега веќе ја применуваме во нашата лабораторија. Целта на оваа втора тренинг школа е пак ние да ги обучиме нашите партнери со една метода која што е карактеристична за нашата лабораторија и на тој начин да ги споделиме искуствата и понатаму да продолжиме заедничката соработка. Кое е било значењето за Универзитетот Гоце Делчев од еден ваков проект, бенефитот? Секако многу големо значење. Најпрвен тоа е еден од ретките проекти, меѓународни проекти кој што е финансиран од донатори и од странство. Во конкретниот случај се работи за НАТО, кој што е донатор на овој научно-истражувачки проект. Од друга страна, можноста за соработка со врвни институции од целиот свет. Како прво ќе ја споменам Бугарската академија на науките, кој што е главен носител на проектот. Тој е Институт за молекуларна биологија, професор Ѓорѓе Милошев е раководител и на самиот проект и на лабораторијата која што е носител на самиот проект. Ние сме соработници во проектот заедно со колегите од институтот од City University of New York од Соединените американски држави и колегите од Турција, Афјон Кочетепе University. Колку време трае проектот? Проектот трае 3 години, ние сме некаде во втората половина на проектот, така да веќе голем дел од активностите се завршени, испланирани и веќе сега во рамките на овој состанок на кодиректори кој што е планиран за денеска попладне, планираме и подетални планови да направиме за нашите следни експерименти во следните неколку месеци, година дена, за да можеме секако успешно да ги финализираме нашите активности. Това е един проект, който е финансиран от НАТО. НАТО има една програма, която се казва Science for Peace and Security, което означава наука за мир и безопасност. Така че това е един проект, който е свързан малко повече с медицината, за отчитане на вредностите, които могат да се появят, когато има различни видове военни учения или, не дай Боже, има военни действия някъде. След това там остават различни химикали, вредни от взривовете, понякога остават и от други боеприпаси неща, така че тези неща влияят върху човешкото здраве. Целта на този проект е да се направи един малък преносим детектор на такива вещества, които увреждат човешкото здраве, главно ДНК, увреждат генома и ДНК. Такъв преносим детектор ние се опитваме, използвайки биологични средства и инженери, които ни помагат, се опитваме да направим такъв преносим детектор, който да е с размерите на един преносим мобилен телефон. Така че, вероятно, не знам дали всеки войник, но поне началник, един ръководителя на войниците, взводен командир и нещо такова, ще притежава такъв детектор и може на самото поле да отчете дали е безопасно да се стои на това поле и евентуално за колко време може да се остане след военни действия. Защото всички знаем, че взривовете и боеприпасите, военните материали изпускат различни химикали. Работата е да се отчете колко е това и то на място. На кое ниво е значението на участието на високообразовните институции и на Универзитетот Гоце Делчев и на другите партнери в един ваков проект? Този проект се започна благодарение на нашите познания в областта на фундаменталната биология и основната медицина. Така че този биомедицински проект, който се започна от фундаментална наука, след това се премина към приложение. Колегите от Македонския университет Гоце Делчев ни помагат в областта на това с техните по-добри познания в областта на медицинските влияние на различни вредни вещества. Аз съм молекулярен биолог и се занимавам предимно с влиянието върху ДНК, докато те разбират повече в областта на цитологията, на клетъчното развитие и особено как това се отразява на човешкото здраве.